Власта не спие кога треба да ја полни администрацијата. Десетици институции бараат стотици вработени. Во првите денови од новата година се објавени нови огласи. Помеѓу празниците отворени се позиции, објави владата, која бара дури 60 нови административци. Регулаторната комисија за енергетика вработува тројца, Дирекцијата за заштита и спасување 25 луѓе, Центарот за управување со кризи 28. Во новата година огласи за вработување објави и Агенцијата за храна и ветеринарство, Министерството за земјоделство, за финансии, Агенцијата за државни пасишта, Јавното претпријатие за државни патишта и други државни институции. Дури Агенцијата за вработување ќе вработува и бара 18 административци. Експертите предупредуваат дека овие вработување се само предизборен подкуп со цел власта да собере повеќе гласови пред избори. Веројатно тоа е една од нивните планирани активности во поглед на предизборието и во поглед на обезбедување на гласачко тело. Меѓутоа, тоа не е нешто ново, тоа граѓаните многу добро го знаат и мислам дека во некои ситуации може да има дури и контраефект, бидејќи едноставно представува провокација за останатите граѓани, бидејќи сето тоа го гледат и пред нивните очи сето тоа се случува. Минатата недела огласи за вработување објавија уште десетина други институции, меѓу поголемите и оној во Македонски шуми, каде предизборно се бара 355 работници. Од нив дури 230 треба да се албанци, само 30 македонци, потоа 30 турци и по некој влав, ром, србин и ставка други. Инаку Министерството за финансии предлага секој министерство, предпријатие, акционерско друштво, агенција, општина сами да го прават планот за вработување, односно повеќе да нема потреба да добиваат дозвола од Министерството за финансии. Со таквите измени добар дел од познавачите на состојбите алармираат дека е можно да колабира системот, но и дека ќе се загуби онака слабата контрола за вработување на јавната администрација.